дека сум задоволен, имаше голема посетеност на фестивалот. Јас сум изненаден од тоа колку млади луѓе дојдоа и повозрасни се разбира, веќе препознавав одредени луѓе кои што доаѓаа буквално на секоја представа, комунициравме после тоа и се виде дека неготивни тоа како и тиквешијата имаат потреба од ваков еден фестивал, од случувања културни, од театар, паметам едно време кога театарот беше многу активен овде и се надевам дека сега ќе ја вратиме публиката и театарските случувања со овој фестивал. Обично луѓето на функција како твојата, селектор на фестивалот, велат уште од денеска почнуваме да размислуваме за наредната година. Точно така, размислувам веќе и дојдовме до сознанието дека може би треба малку да го поместиме фестивалот на пролет да биде, а не сега. Малку се поклопивме заедно со збиднувањето во Кавадарци, што го имате со Тиквешкиот Гроздобер. Поместивме еден ден порано свесно, но мораше да се поклопиме заради гостувањето во Топола наше со театар Провокација. Еви сега да искористам приликата и да се пофалам дека добивме добивме награда, го земавме Гран Прито на фестивалот во Топола за најдобра представа е представата Разведиме на театар Провокација. Вчера беше доделувањето, за жал заради фестивалот не можев да отидам. И заради тој фестивал и заради збиднувањата со Тиквешкиот Гроздобер, наредната година, доколку нели се одобри буџет за овој фестивал, се надевам дека така ќе биде, ќе го направиме на пролет. И ќе биде многу порелаксирани. Или може би за денот на неготини? Може би не е лоша и таа идеја, но секако нема да биде во септември баш кога луѓето одат на грозје брање, на савање, кога има други приоритети во животот. Многу луѓе не дознаа, отпос не дознаа, зашто не дознав, ми беа прашањата. Но во принцип нивните приоритети, нивните активности се некои поинакви баш во овој период. И заради тоа ќе трпи поместување фестивалот. Друго, би сакале да имаме многу повеќе гости од страна, и ќе бидеме приморани заради тоа, бидејќи не толку често се прават дуодрами во Македонија, тоа се сепак мали представи, верувам дека ќе имаме 3-4, но оваа година веќе го исцрпивме она што беше дуодрама направено во изминатите 2 години, тоа беа пропозициите представа не постара од 2 години. Така што ќе имаме потреба во секој случај да викнеме од регионот, а тоа е уште еден убав драшке даден на фестивалот, кога ќе биде интернационален во вистинска смисла на зборот. Сега ги имавме гостите од Шабац и многу ми е драго што вчера можеа да видат представа, српска представа, беа одлични, тоа беше една прекрасна стегната представа со сите оние манири кој што ги носи оној класичен театар, оној достоинствен театар. Некако сме навикнати во последно време да гледаме само авангардни представи и некако таа потреба од нешто класично, нешто стегнато, нешто кое што го има епитетот на театар вистински, во вистинска класична форма, вечерва го доби публиката и многу добро реагираше. Ќе добија и награда. Може би моментот да ги кажеме наградите кој што доби. Да подсетиме само кои беа во жирито, односно кои се во жирито. Во жирито се Благој Чоревски Чоре, Миријана Поповска Ристов и двајцата актери и Билјана Крајчевска драматург. Сите со своји CV богати, сите докажани и еве ги наградите кои што ги доделија тие. Гран При на фестивалот на дуодрама го зема представата Кислород во продукција на Националната установа Народен театар од Битола. Најдобар актерски пар Изабела Јакимова и Бранко Атанасов, Изабела Јакимовска и Бранко Атанасов од дуодрамата Ожениме на театар Провокација Скопје. Не е мојата, таа е на актерите и не ја доделив јас. Најдобра машка улога Тони Денковски за улогата на дуодрамата Анатомија на неверството на Национална установа театар Комедија. Најдобра женска улога Димитрина Мицковска за улогата во дуодрамата Грета во продукција на Златен Елец Скопје. И специјална награда Бранко Ѓорчев за извонреден актерски израз на дуодрамата Мојот сопатник Стравот во продукција на театар Маска Шабац Србија. Се што беше добро, се што се истакна како некаков квалитет, беше наградено, беше препознаено од страна на жирито. Разговарав денеска со одредени луѓе,
кој што има така театарски осет и во главно сите се согласија со вкусот и со одлуката на комисијата. Сега вака, за крај, без разлика дали ќе биде следниот фестивал на пролет или во октомври на денот на градот, јас ќе кажам и број на учесници и број на представи да ги помножиме пута 3 од оваа година. Дај Боже, чулте Господ. Да, многу би сакал да е така. И гости од страна. И буџетот да биде исто помноже, да биде малце покомотни. Се разбира, ова беше прва година и се надевам дека ќе се препознае од страна на целата општина, од страна на публиката, дека имаме потреба од овој фестивал и дека ќе биде многу поголем од година во година, ќе си расте. Но ние сме задоволни од надевам ова дека што следната година ќе видиме и театарот Неготино како учесник, театарот Кавадарци како учесник. Многу би сакал, значи имаме капацитет, зошто да не. Ма се надевам дека општините Неготино и Кавадарци ќе дадат некои средства за да се направи представа со сите салтанати како што се треба, или Министерството за култура ќе види таа потреба од представа да се има од домакините и тоа е тоа. Домакини ги сметам и Кавадарчани затоа што ова го сметам за еден тиквешки фестивал. Искрено затоа што сме 10 километри. Не сме ни толку веќе. Така да тоа што е во Кавадарци, тоа е и за неготинчани, тоа што е во Неготино е и за Кавадарчани. Па може би името ќе биде интернационален, регионален фестивал дуодрама. За да ги привлечеме овие од страна. Името не ви го сменам, но можеме да си го подразбираме тоа. Да. Можеме да си Бранко Ѓорчев си е името, така да, да, да.